Зелката на Васил Атанасов од Воиславци Радовишко пола останува непродадена. Цената ја спушта, ги трие рацете, ама тешко штипјенец да застане. Вели од 25 денари оваа седмица цената ја спуштил на 20 денари, ама и тоа бадиела. Дали платата е слаба или пак при крај на ноември джебот е празен, се запрашува тој и неговата домаќинка, која веднаш до него продаваше саде неколку жолтеникави тикви, неколку гајби есенски домати и круши од нивната селска градина. Истакнаа дека макотрапна е работата, зелката е за мерак оваа година, ама пола останува да скапува во нивата. Зелката, господине, ова е петок слабо. 25 беше сега 20 и не зимат, нема луѓето веќе, не знам дали плата слаба, дали се назимале, важно зелката многу долна цена. Да, нема веќе, сите си земале, исполнили и слаб пазар. Уште колку имате да продадете? Имаме, уште половините стоат. Имаме доста седено, още на половина сме. У нивите ќе останат. Што ќе правите? Нема ќе останат таму, овци ќе пасат ли, кој ќе пасе. Дали дето Господ ти си паѓа дожо и ќе стоат таму, на нивите. Чичко Васил вели дека зелката е квалитетна, здрава и природна и не дава лош збор за да се каже. Потенцира дека за некоја година и тој нема да може да одгледува во нива. Футушка најубавата, од таа поубава нема. Таа е најквалитетни за салата и за манџа и за се што постоа од неа. А одека? Воиславци Радовиш. Само за кој? Само за тоа, што викат и за салата. За сарми. За сарми, за манџи, за што викаме за се. Најубава, незаменлива. Никој тоа да не го каже лошо за таа зелка. Јас сам таа, јас садам, да не те лажам, над 15 години и повише, ама од таа поубава нема. И јас за цел век сум со тоа и фала Бога, производството ми тече, тука сум може 10-15 години кај вас. А бака имате ли наследници, млади? Имам јас син у Швајцарија. Нема да се... Нема он дали ќе дојде, не е битно, он е 15 години што се вика таму и си живеат таму фамилија. Ние со бабичка тука колку можеме си гонеме работа и не смееме да застанеме. Господ нека не служа, тоа е тоа. Супругата на Чичко Васил вели доаѓаат колку да заработат. Тешка е работата, а исплатливоста е далеку од задоволително. Френки, тиква, зелка, круши, домашно, нашем производство. Одат на вешто, 20 тиквите, френките 30, и тия 30, крушите 50. Па кој шо за зимајна, кој сака, да, потребно, кој нешто, да. Инаку ова скромно, но многу топло семејство секој петок со години е на пазарот. Нивната честна и макотрапна работа можеби низ животот ни придонела многу финансии, ама донела многу сложност, љубов, мир во нивниот дом.